Околу 300 жители на Валандовското село Казандол трета седмица се без вода. Планинската населба до која се доаѓа по тесен и кривулест пат навистина наликува на Казан, но празен, правлив и сув. Домакините од куќите распослани по стрмните удолнини деновиве се соочуваат со нов предизвик. До нив да се донесе чиста вода за себе и за животните. А таа задача е тешка и макотрпна. Носат и по неколку канистри дневно за да ги спасат животните по овие горештини. И носиме од доле со канистрите од полето, бушитините. И носиме, ама знаеш и то друго проблем е дали колку здрав водата. Хиженски колку чист. Со деците име малолетни деци. Се пијат тај од водата. Се здравственото и то не се распитани, ни хлориран, ни анализа правен то водата, колку здрав то друго прашање. Значи име стокано од селото. Има околу 2000 овци, над 2000 овци и голема за говедо име над 300 и сите се селото се вадат, нема вода, никаква вода. И сега тешко, ја го луѓето се мъчат, у стубина, у зборина, у трактор, што ќе носат, што ќе прават. Без вода не се живее. Ајде да живееме без вода. Кој живеел без вода на овој век да не може да помогне никој на нас? Срамота и гработа, бе. Ова прашање го поставиле и во општина Валандово, но не добиле конкретен одговор. Како ќе се реши проблемот со водоснабдувањето? Жителите се гневни на локалната власт, бидејќи не се праќаат ниту цистерни со чиста вода за пиење, па дел од луѓето ја пијат водата од бушотините во полето. Ни општината информиран се оти не дојде да пита дали имате, дали немате, ни државата име некој да дојде да пита што проблемите, каде да направиме, никако не ме такво проблемата да решаваме, бееме општината, така вика, тој удеме граданчанок вика сега моментално не може да помагам. Тој значи треба со легален пат да биде, значи ние збрхме хитно случај. Он ако сака да помага нас може да донесе со цистерни нешто да помага превремено да решаваме проблемата. Се живее малце катастрофално. Затоа што никакви можности немаме во ова село. Пред се е водата, затоа веќе повеќе да немам коментари, треба да се освести градоначалникот, пошто бевне таму, одржавне состанок, ни ветија и сето беше тоа ветување фрлено во река. Значи никој не дојде, не направи ништо. Досега Казандол добивал вода од сопствена бушотина што пресушила. Сега жителите бараат водоснабдувањето да го преземе општината преку комуналното предпријатие и да обезбеди чиста вода за пиење за селото. Но од општина Валандово не добивме одговор на прашањата како ќе се решава овој суштински проблем за жителите на ова село. Инаку Казандол е местото каде што се изгради, но не профункционира рудник за катоден бакар. Државата го раскина договорот со украинскиот концесионер заради непочитување на рокот на почнување со работа. Екоактивистите тогаш порачаа дека Казандол и Валандово се спасија од екокатастрофа, но сега градот и државата се исправени пред друг предизвик – жителите на ова село да се спасат од нова катастрофа, од жет и суша.